Што се случува во град Скопје? Градоначалничката Данила Арсовска менува често директори. Еве во последниот период, односно во целиот мандат, има сменат околу 30 на директори на јавни предпријатија. Каде е проблемот? Ете, последно оставка си дадоа директорот на Дрисла и директорот на Паркови и Зеленило. Прво да се заблагодарам на поканата, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. За жал гледаме дека состојбата во градот Скопје е алармантна. Ние како советници сме тука секогаш да помогнеме во интерес на граѓаните. Може да заклучиме слободно дека реализацијата од програмата на Данила Арсовска за жал за модерно Скопје е рамно на нула. Гледаме дека постојано обвинува некои си личности кои не се со ингеренции како неа, туку напротив, нели менаџментот и менаџерот на градот Скопје, тоест градоначалникот е секогаш одговорен за сите случувања кои се случуваат во градот Скопје и во јавните предпријатија кои се дел од градот Скопје. Може да заклучиме дека сите директори не и се погодија на градоначалничката Арсовска. Слушаме дека деновиве имало некои препукувања меѓу неа и нејзини соработници, тоа не може да го потврдиме, тоа циркулира постојано за жал во јавноста и гледаме дека се случуваат действија кои не се пожелни за граѓаните на градот Скопје и за сите општини кои се под градот Скопје. Дел искочи дека си поднесуваат оставки самите директори, дел дека ги со соопштени од градот дека ги разрешила градоначалничката. Сега може да сватиме во каков хаос е градот Скопје поради неодговорното работење на менаџментот, тоест на градоначалникот на градот Скопје. Така, граѓаните, според она што се жалат, поглавно и не се задоволни од работата на градоначалничката Арсовска. Скопје во последниве денови се дави во смет, истовремено има проблеми со јавниот превоз, граѓаните чекаат дури по 1 час автобус. Каде е проблемот? Во што се потврли најмногу? Потврдувањето е стрикно во раководењето на јавните предпријатија, тоест на директорите кои постојано се назначувани. Видовме дека деновите градоначалничката Арсовска ги набедува со нас советниците за негласање на програмата, но можам да кажам слободно дека за советот да изгласа таа програма треба да биде тоа одржливо, да има колку финансии ќе чини таа програма за комунална хигиена Скопје, за паркови, зеленило и за сите останати предпријатија. Но за жал постојано поради неспособноста на тие јавни предпријатија и на менаџирањето на нејзиниот тим и неа лично како градоначалник, може да заклучиме само дека виновен е градот Скопје, тоест градоначалничката. Кога градот Скопје, тоест градоначалничката ќе ги поднесе до советот на градот Скопје таа програма која ќе биде издржлива, тогаш веќе може да констатираме дека тие програми ќе може да се изгласаат, но сепак да бидат одржливи. Видовме дека советот на градот Скопје изминатиот период изгласа рекордни средства за јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, но за жал се уште имаме неисправни автобуси, за жал се случуваат и сообраќајни несреќи во кои самите шофери скачаат јавно и кажуваат дека автобусите не биле сервисирани и они постојано апелирале на тоа. Тоа значи дека е крив градот, службите во јавното сообраќајно предпријатие. Гледаме дека и градот се дави во смет, сепак тука е одговорна комунална хигиена Скопје и видовме дека што е добро од мене и од советот доведува до јавна поддршка да владата воспостави контрола, тоест ги земе дел од ингеренциите на градот Скопје, затоа што веќе ова е неиздржливо, да граѓаните се дават до смет и чекаат автобуси во рекорден број, тоест по 1 час на автобуските станици во овие пеколни температури, што е нешто што мислам дека го нема на никаде во Европа, на друго место. Тешко е или лесно е да се соработува со Арсовска? Заклучувајќи дека не присуствува на седниците за советнички прашања, ни она, ни пак има генерален секретар кој може да присуствува на тие седници на советот, може да заклучиме дека не само што е тешко, туку е и невозможно. И мислам дека без разлика околу недоразбирањата што ги има она со нејзиниот тим, со советот, треба да дојде на сите седници да разговара за сите проблеми. Ние како совет секако ќе даеме поддршка, се што е во интерес на граѓаните, апсолутно затоа и сме тука, избрани сме од нив, но она треба да дојде да ги образложи нејзините тврдења кои за жал се не само неиздржливи, туку и неаргументирани.